почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска ми е навистина драго што заедно со директорката на ВИПСО и со представникот на ИБРД сме на посета на овој инфраструктурен објект кој што е од големо значење за пристапот до електрична енергија за Скопје и Скопскиот регион. ВИПСО во изминатиот период покажа дека навистина може да инвестира се со цел да обезбеди многу постабилен пристап до електрична енергија во нашата држава. Исто така тие покажаа дека инвестираа 100 милиони евра за само период од 2,5 години, дел од нивни финансиски средства, дел од финансиски средства на меѓународни финансиски институции, што укажува дека навистина подобрувањето на мрежата е приоритет во нашата држава. Може да се каже дека од овој објект денес тука во Пинтија трафостаницата снабдува електрична енергија или доставува до индустријската зона Бунарџик, која што е исклучително значајна за овој регион, но исто така и за железничката инфраструктура, која што исто така ние како влада покажаме дека не е важна и дека понатаму инвестираме се со цел да обезбедиме полесен транспорт на нашите граѓани и нашите структури. Ова целото директно влијае на подобрување на економската состојба и пристапот до електрична енергија како за домаќинствата, така и за големите капацитети индустријски и за странските домашни инвеститори. На истиот начин продолжуваме и понатаму. Ова инвестиција тука чини од клучите за 9 години. Почитувана госпоѓо Мила Царовска, заменичка на председателот на владата задолжена за економски прашања. Почитувани представници на Канцеларијата на Европската банка за обнова и развој на Република Северна Македонија. Почитувани представници на медиумите, почитувани изведувачи, почитувани колеги, гости, дами и господи. АД ЕПСО е во фаза на реконструкција на трансформаторската станица Скопје 4, уште попозната како Пинтија поради местото каде што се наоѓа, кој е многу важен енергетски јазол од каде се напојува со електрична енергија потрошувачите на Скопје и околината. Нова преносна трафостаница, поврзани се сите важни дистрибутивни трафостаници во градот Скопје. Југ нова трафостаница кај Тутунски комбинат, која што го напаја најголемиот дел од централното градско подрачје на градот Скопје. Трансформаторската станица Аеродром, главна напојна точка на општините Аеродром, Ново Лисиче, Лисиче, трафостаницата Исток, која што се наоѓа во населба Маџари, која ја напаја цела населба Маџари и индустријската зона во Маџари. Трансформаторската станица Драчево, која што го напојува цел регион Драчево и околината и цела индустријска зона во Драчево. Трансформаторската станица на Железница, индустријската зона Бунарџик и од каде што се напојува и аеродромот, како и градот Вегас. На 400 киловолтно напонско ниво е поврзана со трансформаторска станица Скопје 5, преку која што се наоѓа во северниот дел на градот Скопје, која што се поврзува со Косово. А како напојување на оваа станица поврзани сме со трансформаторска станица Дуброво, каде што се наоѓа ТЕЦ Неготино, и трансформаторската станица Битола 2, на која што ја предава енергијата РЕК Битола. Реконструкцијата опфаќа замена на стара и дотраена опрема која е во функција околу 45 години со нова современа високонапонска опрема. Изведувач на работите е компанијата Кончар Кет од Република Хрватска, а во проектот е вклучена и домашна компанија Тимел Проект како подизведувач што МЕПСО дава значаен придонес на домашната економија. Реализацијата на проектот се одвива според утврдената динамика на работата. Договорот е започнат на почеток на 2019 година со план на реализација од 30 месеци. Реконструкцијата опфаќа замена на сите разделувачи, подпорни изолатори, мерни трансформатори од трафо и мерни полиња на 400 киловолтно напонско ниво, замена на сите прекинувачи со нови темели и носачи, разделувачи, мерни трансформатори на 110 киловолтно напонско ниво. Набавка на систем за далечинско надзор и управување SCADA систем, како и систем за релена заштита. Вредноста на проектот изнесува 4,9 милиони евра и е финансирана со заем од Европска банка за обнова и развој. Процесот на реконструкција ќе донесе подобрена доверливост и квалитет на напојувањето со електрична енергија, зголемена флексибилност во управувањето и истовремено ќе ги намали ризиците од испади и дефекти и ќе ги сведе на минимум и трошоците за одржување и експлоатација со постојката. Ќе се помогне на македонскиот електроенергетски систем за задоволување на идните технички барања на европскиот ENTSO систем, European Network of Transmission System Operators,
for electricity преку подобрување на контролата на параметрите на системот. Благодарам. For me, it is a great pleasure to witness the ongoing rehabilitation of the Skopje 4 substation, which is a crucial part of the energy infrastructure for stable electricity supply to the capital of the country. This work is part of a 25 million euro loan rehabilitation project financed by the EBRD, which consists of the rehabilitation of 5 substations and 7 110 kilovolt transmission lines all across the country. Почитувана заменичка на председателя на владата, почитувана директорка на МУП, дами и господа, представници медии. Ми представа огромно задоволство да стојам на рехабилитацијата на станица Скопје 4, која што представува значаен енергетски инфраструктурен објект за стабилно снабдување на електричната енергија на главниот град. Истата е дел од 25 милионскиот проект финансиран од ИБОР, во кој ќе се рехабилитираат 5 тракостаници и 710 киловолтни далеководни сообрази. The ongoing works on the Skopje 4 substation include the entire rehabilitation and procurement of high voltage equipment, remote control and rehabilitation of the 110 and 400 kilowatt power. This will provide for a decrease in technical losses, to improve the reliability of the network and security of supply, and will contribute to further strengthening of the power system in the country. Работите кои се во тек во тракостаница Скопје 4 вклучуваат целосна рехабилитација со набавка на високонапонска опрема за далечинско управување и релејна заштита на 110 и 400 киловолтна напонско ниво. Се ова ќе се возможи намалување на затрудите на електричната енергија, подобрување на доверливоста на мрежата, сигурноста на напојувањето, ќе се придонесе за натамошно закнување на преносниот систем. We look forward to continuing working together with NEPSO for the successful implementation of this very important project and to continue excellent cooperation in the energy sector in the country with the authorities. We see this project as a confirmation of our big commitment to the country and the entire Western Balkans region, and we are determined to build on the strong foundations we jointly have established to expand further our activities in this area. Се радуваме на соработката со НИПСО за успешно спроведување на овој важен проект и продолжување на нашата одлична соработка во енергетскиот сектор во земја. За нас овој проект е потврда за нашата посветеност кон земјава и регионот и сме одлучни да градиме во цврстите темели што заедно ги поставивме за проширување на нашите